Денеска, на неколку дена пред Свети Трифон сме во Тиквешијата. Разговараме со лозарите и со земјоделците. Го решивме проблемот со повардарие и со останатите винарии од претходните неколку години. Најдовме решение и оваа неправда на над 2600 лозари веќе е исправена. Ги донесовме измените на законот за вино, со кој што поттикнуваме раст на лозарството, нови семејни бутик винарии, многу млади кои што ќе се ангажираат во овој сектор во земјоделството имаат денеска многу поповолни услови. Но клучно, она што го разговараме денес е мерката за поддршка на младите земјоделци. Минатата година со измените на Законот за земјоделство и рурален развој предвидовме износот од 10.000 евра да го зголемиме на 20.000 евра грант за младите земјоделци. Ја завршивме целокупната постапка, се направија сите процедури и вчера Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој го објави новиот повик за оваа мерка. Со што младите земјоделци од 18 до 40 години, кои што ги исполнуваат условите предвидени во овој повик, може да аплицираат за грант од 20.000 евра, кој што може да го искористат за нова опрема, за нови производствени капацитети, за нови инвестиции и реализација на нивните идеи во земјоделството. Затоа ги поттикнуваме сите да искористат оваа можност. Во претходните 2 години 526 млади земјоделци добија грантови од околу 10.000 евра. Тоа е речиси дупло повеќе земјоделци кои што добиле грант за разлика од претходните неколку години. Тоа значи дека со новите политики, со олеснувањата на критериумите сме на прав пат да овие средства дојдат кај вистинските земјоделци. 2017 година прво што направивме, ги променивме самите критериуми. Го избришавме критериумот прв дојден, прв услужен, преку кој што во минатите години на претходната влада овие средства не завршуваа кај вистинските земјоделци, не завршуваа кај вистинските млади кои што сакаат да се занимаваат со земјоделство. Затоа во овие 2 години, од 2017 до денес, вистинските земјоделци, младите луѓе кои што навистина сакаат да се занимаваат со земјоделство, имаат целосна поддршка од државата и од министерството. Токму во тој правец и овој повик кој се распиша вчера и кој што ги поттикнува младите земјоделци да аплицираат за нови 100% зголемени грантови за младите земјоделци. Наместо 10, сега ќе добиваат 20.000 евра неповратни средства. Повикот е распишан до 10 март и верувам дека сите млади ќе искористат оваа можност и ќе започнат со реализација на својата идеја во агросектор.